Корупцијата на високо ниво може да се намали во голема мера, а секоја влада да има чист образ пред граѓаните и законот, смета пратеникот во 2 мандата Санде Давчев. Па треба во влада да се промени законот за влада, да може 20 министри без ресор да бидат членови на владата од опозицијата. Кога опозицијата ќе има преглед какви се носат одлуки, какви прописи, какви договори, тогаш нема да има потреба како сега што го бара опозицијата договорот за надзорот на автопатиштата. Тогаш ќе има целосен преглед и корупцијата во владата многу ќе се намали. Во моментов жестока дебата водат опозицијата и владините представници за договорот со Бехтел и Енка, за кој премиерот Ковачевски тврди дека за јавноста е недостапен по барање на американско-турските компании. Па граѓаните, парите на граѓаните мора да има отчет и владата и секоја јавна институција која троше пари на граѓаните мора да има отчет. Не може во договорите другите фирми, дали се амерички или не знам какви, не може да постават услови на државата, бидејќи тоа се пари на граѓаните. Граѓаните мора да знаат дека одат нивните пари. За граѓаните се што не е јавно е крајно сомнително, па од тука ставот е дека се што се гради или инвестира со нивните пари сите треба да знаат на кој начин се трошат. Па би требало да се знае затоа што граѓанските пари треба да одат на вистинско место, онака каде што треба. Во оваа држава сега смогна сили во услови на криза, тие пари да се наменуваат онака таму каде што треба. Па би требало во европските земји се знае кај се трошат, кај се даваат, за кои проекти. Ова кај нас си го измислуваат сами од себе. Се даваат тендери без да знаат граѓаните, без јавност, конкуренција нема. Ќе дадат само еден тендер и тој го добива. Нормално треба да знаат, граѓаните не се моќни тоа. Владата некако не води ред за државните на Република Македонија. Нормално, че се наши пари на граѓаните. Обвинување дека огромни пари се трошат без јавен увид во нашата држава има цели 30 години, но досега ниту една власт не се откажала од дискреционото право во одредени случаи, некој договори да ги сокрие од јавноста.